Почитувани гледачи, денес е среда 8 февруари, вие ги следите регионалните вести на телевизија КИС. Дали тетовци се задоволни од градоначалниците? Според нив, ретко кој од градоначалниците на општина Тетово може да го добие епитетот добар градоначалник, кој ги задоволил барањата на граѓаните, сметаат тетовци. Ретко кој од градоначалниците на општина Тетово може да го добие епитетот добар градоначалник, татко на општината кој ги задоволил барањата на граѓаните, сметаат тетовци. Според анкетираните граѓани, ниту актуелната градоначалничка не може да добие позитивна оценка. Многу слабо се од тоа нешто одазвала да се како на пример што обеќаше во текот на и почетокот на нејзиниот мандат. Сега за сега тоа што дека многу во градот недостасува. Најпрво што е со депонијата. Тоа е најпрвата точка и болно, и друго што останува градот нечистотијата. Целиот град. Ако треба оценка од 1 до 5, двојка давам. Не сум задоволен. Се сеќавате ли на незините предизборни ветувања и колку од нив исполни? Ништо скоро. Ги сортира и местата мало. Кој требаше да гласамо, се знае, скоро да моли. Моментално добро. Моментално. Што направи до сега добро за градот? Што го чисти снегот. Добро. Задоволни сме. Што направи за градот добро? Па не знам што направено, се гледа дека направи нешто. Ништо. Све ископала. Гледате какво е. Ништо нема направено. Не може да се пројде. Па сега колку ќе може, толку ќе направи натаму. Тоа е. Па нормално, као и сите што прават. Така, не е баш лошо, не е ни добро. Оценка како би оцениле? 3-4. Добро не би бил таа катастрофа сега што се наоѓа по градот. Па по моје мислење самото дело кажува. Да врши оно не би било ни вака. Видиш сама, не е очистено. И не е лошо. Сега такви со партии сако гледајќи за себе, не за народ. Што имам да кажам друго? Како ја оценувате вашата работа? Што добро направи, а што лошо за градот? Па за град не работи ништо. На престојните локални избори сметате ли дека треба да се кандидира повторно за градоначалник? Не би рекол, никој нема да му дава на БДИ. Нечистотија, загаденост, хаос низ градот, оштетени улици. Ова се само дел од проблемите важни за тетовци, а на кои досегашните градоначалници тешко или пак не им пронашле решение. Од досега од никого. Зошто? Од никого. Па што хаос е у градот, хаос у све. Не само чистота, не само ова како се вика градежниство во односно што се шири едно до друго зграде, нема проветравање, нема све депонije, нехигиене, улице, нема место за паркирање, зеленило, паркови се уништија, спортски центар беше едини, и те го донесе, го дадат под концесија, сума пари им зема на деца на место слободно да иде да игра или кај све нешто се мучка, а парите нигде не се видат. Па до сега Коцо Тулевски. Зошто? Па затоа што ги исполнуваше своите задачи кои што му беа поставени како татко на градот. Беше чист градот, уреден, паркови зеленило имаше, сега нема ништо. Од никого скоро. Зошто? Зашто ништо не се прави. Ништо не е направено у Тетово, да речемо нешто за луѓево да се направи. Гледате вие сами, у ѓубре, у смрдеа, чадој, чуда. Ништо немамо нешто што може да не задоволи као граѓани. Секој обеќава кој ќе дојде на власт, да речемо, кај ќе дојде време да се оствари, ништо не прави. Но тој во минатото било и сега е така сметате? Па стално. Кој пати? Па народот пати. Од ние. Зошто? Не гледам ништо од нив. Нема ништо. Сметате дека ништо не направиле добро за направиле. И први и други ништо не направили за општа. Ништо. Ни град средили, прљавиот град, видите сами како на градот. Ништо не направили. Па каз билике, ја мислим тој беше поред, абе нив да испоредим. Овие трој задни, колку толку се чистија улицеве, почисто беше до негде.
Овие задни два мандата на овие два градоначалника не сум задоволен. Ни од еден ни од друг. Поготово од сега. Зошто? Последниот. Па нечисто многу е, ништо не се презема. Со загаденоста на воздухот, ѓубришта свегде, нерешени улицеве, све дупка до дупка, са не може човек ни да пројде, ни да замине. Деца во школа не може да иде да саглам од аута, од све не са. Многу работа има. Поготово сега не сум задоволен воопшто. Зошто не сте задоволни? Па ништо нема направено. Погледајте како е околу. Ќе видите сами. Од ДПА. Па не знам како се викаше. Тој беше што задоволуваше за тетово, што го очисти, го намести, го среди, го нади. За кратко време го смени, турија други. Тој беше само најдобар градоначалник. За не, мислим, кој беше партијата нивна на власт и он беше од водовод. Он средуеше све тоа. Ниц градот чисто беше све. Сега нема ефекат што се збори за хигиена за тоа. Еве ги гледа мене ги чиста он дека не. Нема ништо средство што треба да дојде и шмрк тоа да очисти донеде. Еве кавот, гледате сами какво е. Овие нечистотија ќе утиче све на здравјето на децата и на нас. Нема, не се среди. Од 90-тите години па до денес на чело на општина Тетово биле 8 мажи и една жена. Татко на општината 2 последователни мандати бил Муртезан Исмаили. Тетовски градоначалници, почнувајќи од 1991 година до денес, биле Борче Треневски, Шакир Алити, Алајдин Демири, Исмаљаки Емурлаи, Муртезан Исмаили, Хазбилика, Сади Беджети и Теута Арифи. Министерот за економија Дритон Кучи заедно со гостиварскиот градоначалник Невзат Бејта беа во посета на фабрика за производство на челични делови за рударска индустрија, лоцирана близу автопатот Тетово-Гостивар. Во својата изјава министерот Кучи меѓу другото потенцираше дека во однос на блокадата на граничниот преминев зони се прават напори да се избегнат поголеми последици и кризи. Во посета на компанијава која ше една успешна приказна и се надевам дека во иднина ние како министерство, но и државата ќе им биде уште повеќе на помош на домашните компании. За ова што се случува во Евзони веќе неколку дена, реков и претходно, реков и вчера, дека сме ангажирани како влада да го надминеме како проблем. Вчера имав директен контакт со нашиот амбасадор во Грција, кој што ми укажа на проблемите. Таму веќе се зборува или се шпекулира дека освен блокадите во Евзони, мислам дека ќе има и во патот или автопатот Игнатија, па други протести, информации кои што не укажуваат на надминување на внатрешните проблеми на Грција, но ние како држава, како влада на Република Македонија секако дека ќе ги земеме сите мерки да немаме некоја криза, односно последните денови се зборува за нафтена. Ние и во иднина ќе се залагаме и на локално ниво, во склоп на регионот и на национално ниво, да им помагаме на сите тие бизнисмени што сакаат да отварат фабрики. Значи во демокрацијата фабриките ги отварат угледните бизнисмени и дават допринос да вработуваат нашите граѓани и вака може да ја развиваме економијата и да одиме напред кај што. Затворена грчката граница што е штетно за економијата, алтернативни патишта кои ги користат дел од превозниците се Меджитлија, Дојран и Новосело. Од Сдруженијето на камионски превозници апелираат до увозниците да прифатат повисока цена на транспорт. Колоните блокирани камиони на граничниот преминев зони во Грција влегуваат во 10-ти ден, а она што внесува загриженост е дека на повидок нема решение, иако надлежните уверуваат дека се прават напори. Стопанските комори укажуваат дека ситуацијата е неповолна и бараат од Грција што поскоро да се најде решение, бидејќи штета имаат и грчките компании. Поради штрајкот на тамошните земјоделци
кои се незадоволни од најавените даночни и пензиски реформи, преминот Евзони е целосно блокиран. Некои превозници наоѓаат алтернатива преку други премини, но тоа им ги зголемува трошоците. На стопанствениците им е јасно дека штетите врз компаниите, но и врз економијата на државата не се мали, но колку ќе изнесуваат не се знае бидејќи компаниите допрва ги пресметуваат. Сообраќаен карамбол со едно потешко и 7 повредени лица се случил вчера кај наплатната рампа Желино. 2 лица се обиделе да нападнат вработен во обезбедувањето на гимназијата 7 март во Тетово, следува полицискиот билтен. На автопатот Скопје-Тетово на наплатната рампа Желино вчера попладне околу 16 часот се случила сообраќајна незгода со учество на 3 патнички возила. БМВ со тетовски регистарски таблици што го управувал 37 годишен тетовец, Honda Jazz со српски таблици управувана од 40 годишник од Панчево и Volkswagen Passat со скопски таблици управуван од 40 годишен од скопското село Ласкарци, соопшти СВР Тетово. Во несреќата тешка телесна повреда, фрактура на десно рамо здобил возачот на БМВ-то, а со телесни повреди завршиле и 20 други возачи, како и 5 сопатници од 3 возила, меѓу кои 2 малолетни деца. Сите повредени со возила на брзата помош пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. По овластување на јавен обвинител извршен е комплетен увид и се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и се друго. Првично причината е неприлагодена брзина според условите на патот. Вчера околу 10 часот и 30 минути во полициската станица Тетово пријавено е дека во училиштето 7 март во Тетово, вработен во обезбедувањето на училиштето 27 годишникот Порој, отстранил 2 лица кои се обиделе да влезат и да се искачат на вториот кат од објектот, соопшти СВР Тетово. Станувало збор за 23 годишник и неговиот 20 годишен роднина, двајцата од Тетово, кои заминале и набрзо повторно се вратиле назад, пошто започнале расправија со вработениот во обезбедувањето и се обиделе да го нападнат со метален боксирач и нож. Меѓутоа не успеале во нивната намера, а по пристигнувањето на полициските службеници од СВР Тетово, 3 лица се лишени од слобода. При тоа кај еден од нив е пронајден гасен пиштол со празна рамка, а кај друг нож кој со потврда се одземени. По разговорот тројцата се пуштени и се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на сите поединости поврзани со овој случај, пошто ќе следат поднесоци против тројцата инволвирани. Полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица Гостивар, ноќеска околу 1 часот и 20 минути привеле 50 годишен гостиварец, осуден на едногодишна затворска казна за силување. По приведувањето и кусото задржување реализирано со судска наредба, предаден е во казнено-поправната установа Тетово за издржување на казната. Вкупно 23.996 прекршоци во сообраќајот полицијата открила лани во Полошко. Самата бројка, која пак е двојно повисока од претходната година, укажува на значителна сообраќајна недисциплина и хаос, зашто тетовци сметаат дека пред се граѓаните се виновни, но и локалните власти. Минатата година на поширокото полошко подрачје откриени се вкупно 23.996 сообраќајни прекршоци, или двојно повеќе од претходната година, кога биле евидентирани 11.914 прекршоци. Најчести, односно најбројни прекршоци во овој период се истечена регистрација на возилото до 30 и над 30 дена, 3249 такви прекршоци, управување без возачка дозвола 2726, технички неисправни возила 1717, непочитување сообраќајни знаци 695, неприлагодена брзина 308, управување под дејство на алкохол 169, непочитување првенство 64 прекршоци и други. Прекршоците направени лани санкционирани се со соодветни поднесоци, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. Или поконкретно, изготвени се 11.571 барање за поведување прекршочна постапка, 12.460 мандатни и 11.536 прекршочни платни налози.
Покрај ова, заради најразлични сообраќајни пропусти и недостатоци, биле исклучени 3062 возила и 5124 возачи, од кои 223 алкохолизирани, но времено одземени се и 388 возачки дозволи, информираат од СВР Тетово. Самата бројка на откриени прекршоци укажува на значителна недисциплина и хаос во сообраќајот, зашто тетовци сметаат дека пред се граѓаните се виновни, но и локалните власти. За хаос во сообраќајот виновни се и возачите и пешачите. Тоа е еднократно. Кој треба да го регулира и кои мерки да се преземат за да не биде овој хаос? Прво, најпрво треба да бидат свесни самите возачи, самите пешаци. После надлежна полицијата. Кого ќе фати треба да казни. Ние се жалиме од казните, али казните мора да постојуваат. Затоа што не сме совестни, тоа е. А како функционира зонското паркирање? Зонското паркирање за мене е добро, ама не е добро. Зашто не е добро е? Затоа што има ред малце, а не е добро затоа што нема место каде се паркира. Каму паркирни плацови овде нема. И да влеземе во некој наплатен паркинг, 2 сати го застане 60 денари. Народот толку пари има. Треба први да се обезбеди паркинг, да има доволно, и Тетово е густо населено и има многу сообраќај. И тоа е. Каде се паркираат тетовци за да го избегнат тоа плаќање? Каде се паркира, кај што ќе најде, на паркинг плац, ван паркинг плац, каде ќе му се најде место, тука се паркираат. Одат натаму тоа е наречено Ајдучко мало, се паркираат само им сметаат на жителите што се тука населени, не може самите да се паркираат. Али треба тоа да си го реши, општината да си го реши тој проблем со паркирањето. Па се смеќава, како не смеќава. Меѓутоа, кој е виновен? Културата е виновна. Мене така ми се чини, нели? Решение? Решение нема решение. Стапот, ќотекот. Без ќотек, без у джеб да го чепна човек. Значи казни. Казна, да. Тоа е. А дали функционира зонското паркирање? Па, не пратим тоа. Сигурно не функционира, да ти кажем, тротоариве се зафатени, има инвалиди со колица, треба да оди на недозволено тој треба да плати казна, а овие со коли ги блокираат тротоарите. Тоа е. Кој е виновен? Па се знае кој е виновен, кој е главен у градов. А? Градоначалникот и за чистоќа, и за сообраќај, и за све. А дали функционира зонското паркирање? Не функционира. Не функционира. Слабо. Не може човек, нема ни паркиралишта, не може човек да пројде од коли, несовесно возат. Тоа е несовесно возење, тоа е број 1. Не можеш да пројдеш на пешачки премин, не си сигурен, возат али под дејство на алкохол, али без дозволи, али не знам како, тоа е. Сметате дека има хаос во сообраќајот? Апсолутно има хаос, ама кој може да биде виновен освен власта? Нема паркиралишта, нема тие надземни, подземни, не е битно, нема кој друг да биде, ќе бидем ја крив. А функционира зонското паркирање? Па како да ви кажем, негде функционира, негде не функционира. Зависи од делот на градот. Претежно центарот функционира, настрана нигде. Што да се преземе во овој случај? Едино решение по мене е катни гаражи. Друго, не гледам друго решение. Па, самите луѓе и општината. Кои мерки треба да се преземат за да се реши? Па има доста овде, затоа што органи тие треба да, нели, има сообраќајни инженери и ова. Има доста, тој еден од турска националност дава нон-стоп изјаве како да се среди хаосот. За колку општината е спремна тоа. Инаку, освен сообраќајните прекршоци кои ги прават возачите, за сообраќајниот хаос во Тетово придонесува и лошата патна инфраструктура, едва и видливата или необележана хоризонтална сигнализација, како и немањето доволен број паркинг места и слично.
Засилени контроли на СВР Тетово на возилата кои вршат јавен превоз. Оттаму и апело за почитување на законски предвидените правила на возачите, но и на лицата кои се превезуваат со нив. Речиси месец и половина и посебно десетина дена наназад, секторот за внатрешни работи Тетово во голема мерка ги засили контролите на возилата кои вршат јавен превоз на патници пред се оние кои превезуваат ученици. При тоа главен акцент му е ставен на претоварот, но и на другите можни и неретко присутни прекршоци што ги чинат превозниците со нивните такси, комбиња или автобуси. Оттаму повторно се апелира до лицата кои со лиценци вршат јавен превоз на ученици, докре да ги почитуваат законски предвидените правила и прописи и се подсетуваат дека глобата за претовар изнесува 45 евра во денарска противредност или впишување на 25 негативни поени. Доколку станува збор за правно лице фирма, глобата изнесува 1400 евра и плюс 420 евра за неговото одговорно лице. Толку исто така изнесува и глобата за отворање врата во движење, со што непосредно се доведува во прашање безбедноста на патниците во возилото. За оние пак кои на било кој начин го попречуваат возачот додека е зад волан, а возилото во движење, предвидено е глоба од 50 евра. Односно ќе им се изготви адекватен прекршочен платен налог. Секторот за внатрешни работи апелира и да не се управуваат возила во јавниот превоз без положен возачки испит, редовно да се проверува техничката исправност и да се прилагоди брзината според условите на патот. Контролите во јавниот превоз ќе продолжат и наредниот период и ќе бидат далеку почести од претходно, со цел навреме да се откријат и отстранат сите недостатоци и да се обезбеди целосна безбедност на патниците, односно учесниците. Романската влада на левиот центар се соочи со гласање доверба во парламентот поради усвојувањето на уредбата за декриминализација на одредени облици на корупција, поради кои стотина илјади лица протестираат на улиците. Владата минатата недела го заобиколи парламентот и по итна постапка усвои указ со кој одредени облици на корупција престануваат да бидат казниво дело. Критичарите велат дека од тоа корист би имале функционери што се обвинети за корупција. Рускиот председател Владимир Путин го потпиша договорот за изградба на гасоводот Турски тек до Јужна Европа, јавуваат руските медиуми. Со него се предвидува 30 годишно руско-турска соработка во скоро 1100 километри долгиот гасовод со кој гасот ќе се спроведува преку Црно море до турската граница во Јужна Европа. Некои европски земји, вклучувајќи ги Грција, Унгарија и Словачка, изразија интерес за гасоводот. Шкотскиот парламент гласаше против планот на британската премиерка Тереза Меј за излез од Европската унија. Тоа е символичен, незадолжителен глас која нагласува поделеноста меѓу четирите нации на Обединетото кралство на прашањето за Брекзит. На ланскиот референдум Англија и Велс решија да ја напуштат Европската унија за разлика од Шкотска и Северна Ирска, каде што повеќето граѓани беа против. Судот во провинцискиот руски град Киров го прогласи за виновен опозицијскиот политички активист и антикорупционер Алексеј Навални во случај за проневера. Пресудата Навални го прави неподобен за јавна функција. Двајцата обвинети тврдат дека не се виновни, а Навални смета дека обвинувањата против него се политички мотивирани и со цел да го спречат да се кандидира за претседател во 2018 година. Околу 15.000 жители на дива населба во Манила останаа без покрив над глава во пожар кој избил во текот на ноќта, соопштија локалните власти. Противпожарната служба соопшти дека пожарот кој е изгаснат уништил 1000 куќи во населбата. 7 лица се полесно повредени во пожарот. Сместување, храна и вода се обезбедени за околу 3000 семејства кои останале без дом. Денес имавме променливо облачно време. Утринската температура се движеше од 0 до 4 степени, а дневната од 5 до 9 степени. За утре метеоролозите прогнозираат претежно облачно време. Утринската температура ќе се движи од -5 до 0 степени, а дневната од 2 до 6 степени.
Тука е крајот на регионалните вести. Имајте пријатна вечер.